Од регистрираните 10 откупувачи, само Тутунски комбинат Прилеп и Кавекс од Неготино во вторник ќе стартуваат со предвремениот откуп на тутунот од годинешната реколта. Според Сојузот на тутунски издруженија, ова можеби е знак дека другите откупувачи тактизираат и сакаат да видат како ќе се откупува тутунот, дали по класи или целиот во една класа како лани, и каква ќе биде цената, дали според договорите, каде за прва класа се нуди 420 денари за килограм, или сепак ќе се оди нешто повисоко со цената. Ми дава за право да помислам дека компаниите се уште тактизираат. Ние излеговме со една понуда, многу ба понуда према сите откупувачи, да се коригира цените и да почне да плаќа квалитето и неквалитето. Меѓутоа, по размислувањето наши како Сојуз сите го поздравија, меѓутоа никој не каже дека ќе го прифата тоа. А нашата понуда беше 460 да ја плаќа првата класа, 400 денари втората класа. Ова ми дава за право да мислам дека цената ќе биде солидна, ради тоа што еве и денеска гледате временските услови, значи помага за сушење на тутуна, а поготово летниот тутун, односно се што беше собрано до септември, крајот на октомври е во одлична кондиција, одлично е исушен. Инаку годинава Тутунски комбинат Прилеп планира да откупи 2,3 милиони килограми тутун или 35% повеќе од лани. И годинава како и минатата година ќе се плаќало 2 пати неделно на предадените количини во вторник и во петок. Тутунски комбинат уште во март месец ги зголеми цените во однос на ланската година. Првата класа е зголемена за 5%, втората класа е зголемена за 10% и исто така и третата класа е зголемена за 10%. Зборувам во споредба со ланската година. Купувањето на класи е, според мене, една од мерките за да се одржи квалитетот на тутунот на ова поднебие. Бидејќи треба да се награди и соодветно да се ценува тој што е добар производител и лош производител на тутун, за да не си направиме дополнителни проблеми во иднина да го уништиме самото тутуно производство. Годинава, како што реков, очекуваме добар квалитет на тутунот. Годинава се очекува родот на ниво на држава да тежи некаде помеѓу 22 и 24 милиони килограми.